Почитувани, време е за најновото издание на емисијата Магазин на телевизија Мега заедно со мене Ана Трајчевска. Вечерва со почеток во 20 часот на новата сцена во Битолскиот народен театар ќе содржи битолската премиера на представата Бар Ремарк. Станува збор за представа која што е во режија и адаптација на гостинот од Русија Александар Баргман, а во истата играат 15 актери од Битолскиот народен театар. Во продолжение да погледнеме подетално за оваа представа. Представата Бар Ремарк вечерва со почеток во 20 часот на новата сцена во Народниот театар Битола ќе има својата битолска премиера. Станува збор за представа од повоениот период во Првата светска војна, која е работена според романот Трите воени другари на Ерих Марија Ремарк, во режија адаптација на гостинот Александар Баргман од Русија, кој по втор пат работи со Битолскиот театар. Првата соработка беше пред 2 години кога ја режираше представата Иванов од Антон Павлович Чехов. Ве каниме навистина да присуствувате на еден исклучителен театарски чин, каде што сите актери кои се ангажирани во оваа представа без исклучок брилираат. Навистина, јас не го кријам и задоволството и да го кажам ова, затоа што, како што веќе кажав, имавме веќе една проба пред публика која ги потврди овие мои зборови. Режисер на представата е Александар Баргман, кој имавме прилика пред неколку години да го запознаеме со неговата постановка на делото Иванов од Антон Павлович Чехов, исто така една представа која силно го обележа нашиот театарски идентитет. И се надеваме дека и оваа представа ќе го повтори и ќе го надмине успехот на претходната. Для меня это работать с Битлским театром, с битлскими артистами и командой, это всегда радостна. За мене работата со битолската екипа, со актерите од Битолскиот театар е многу големо задоволство и секогаш радосно. Радостно и интересно. Тем более, что в этот раз состав артистов гораздо шире. Овој пат составот на актерите е многу поширок, поголем. И с многими мы познакомились впервые. Со многу се запознан сега прв Я пат. благодарен артистам, Јас сум благодарен на актерите, на целата своја екипа, за то, что довольно короткий срок затоа што во доволно кратко време мы довольно отчаянно ние се боревме очајно страстно и страстно пытались исследовать и се обидовме да испитуваме мир Ремарка, светот на Ремарк, мир этого романа, светот на овој роман, а значит и себя в большой степени. а значи со тоа и себе си во голем степен. И это серьезная работа, которая, Тоа е надеюсь, сериозна работа која што се надевам, не остановится и после премьеры. нема да застане и после премиерата. Мне кажется, что я многому здесь учусь. Јас тука многу нешто научив и учам И у уште. артистов, и у своих коллег. И кај актерите, и кај своите колеги. Учусь отклику живости. Се учам на воспријатие. одзивот на животот, на восприемањето на животот. Мне нравится, что этот театр, Ми се допаѓа дека овој театар, мои коллеги Тино и Благо, моите колеги и Тино, Благо и Яна, Маријан, Јана, не боятся пробовать, не боятся не се искать, плашат да пробат и да барат нешто ново, не боятся нового, не боятся рисковать, не се плашат да рискираат, потому что мы сыграли премьеру в Охриде. затоа што ние игравме веќе премиерата во Охрид. Сейчас мы вернулись сюда, в этот зал. Сега где се всё вративме рождалось. тука во нашата сала каде што се раѓаше И это представата. новое пространство, Тоа е ново пространство, новый этап, нова етапа и для меня это очень интересно. и за мене тоа е многу интересно. Благодарен очень артистам. И многу сум благодарен на актерите Терпение, понимание за трпението, за разбирањето и честность. и за честноста. Актерската екипа ја сочинуваат 15 актери од Битолскиот народен театар, и тоа Огнен Дранговски, Никола Пројчевски, Мартин Мирчевски, Катерина Аневска, Борис Чоревски, Петар Мирчевски, Јулијана Стефанова, Борче Ѓаковски, Илина Чоревска, Филип Мирчевски, Елена Моша, Маја Андоновска Илиевски, Александар Стефановски, Кристина Христова Николова и Александар Копања. Само би сакал да напоменам дека втората соработка со Александар Баргман е иста, но не е иста, е малку поинаква. Поинаква е во смисла на брзината, на интензитетот
и на вметнувањето на уште повеќе комплицирани, комплексни работи внатре во нашите пречки, во актерските пречки како за изведба. Најинтересното во целиот мој процес на оваа представа беше како јас, како Огнен, да се доближам колку да биде што поприватно и по документарно, по стегнато, но сепак да е полно онатре и да врие. Како што би рекол, повторно ќе ја кажав веднаш неговото режисерско напатствие за мене беше дека го играм Огнен, Локам, Ремарк. Кога станува збор за представата Бар Ремарк и општо за целата соработка со режисерот Александар Баргман, можам да кажам дека ми беше големо задоволство и огромна чест да учествувам да бидам дел од еден таков процес. Ова ми е прва соработка со Александар Баргман и како актер јас просто бескрајно уживав создавајќи го ликот на Патриција Холман. За неја можам да кажам дека таа е еден мал бисер, едно магично соединение на возрастна жена, истовремено таа е едно дете кое се радува буквално на се и ја пронаоѓа убавината буквално во се. И цело време трагајќи по смислата, таа допира до љубовта баш тогаш кога незината тешка болест ја достигнува својата кулминација. Ве поканувам да дојдете на представата и се надевам дека представата долго ќе ни живее и ќе допре до публиката. На Баргман му се воодушевував како на актер, гледајќи ги неговите представи Бал, Дон Жуан и некои други. Навистина бев воодушевен и мислам дека Баргман е актер од светски калибар. Многу ми е драго исто така што сум дел од оваа екипа, затоа што е ансамбл представа и играме огромен број на актери од Битолскиот театар и навистина ми представува и чест и задоволство што сум дел од оваа екипа. Мислам дека направивме представа која ќе ги задоволи критериумите на така наречените театарски сладокусци, а и критериумите на нашата публика за која и постоиме. Можам само да му се заблагодарам што сум дел од оваа екипа и се надевам и тврдам дека оваа представа ќе има еден долг и квалитетен век. Прва представа, како што веќе споменавме, беше Иванов и тоа беше моја прва соработка со режисерот Александар Баргман. Можам да кажам дека тогаш си посакав уште неколку проекти со него. Веднаш после премиерата Иванов, брзо после премиерата, останав бремена и заминав на породилно отсуство и на моје огромно задоволство, моја прва представа, моето враќање е повторно со него, тоа е исто како да ми се исполниле желбите. Александар е еден страстен човек, уметник и доколку постојат повеќе уметници како него, верувам дека актерството ќе биде вечна професија. Јас сум многу благодарна што работев. Нема да говорам за тоа каков лик играм, затоа што играм еден лик таков како што е Александар како човек. Полн, емотивен и таква ни е целата представа. И музички, благодарам и на Маријан Ничак затоа што сметам дека ова е представа која што е соединение од многу работи, пред се актерска игра, супер режија, супер сценографија, костими, меѓутоа и еден прекрасен шлаг музиката и мислам дека целото такво нешто скоцкано комплетно ќе биде пред се представа топла која публиката многу ќе ја сака. Така да ве поканувам. Што повеќе ќе видите и ќе кажете вие, од нас како актери секако дека ќе слушнете само најпозитивни зборови и се надевам дека ќе имаме набрзо и трета соработка. Повеќето колеги ми ги зедоа зборовите веќе за мене и ретко може да се најде нешто. Благодарам на Сашо што повторно работиме уште еднаш во уште еден проект. За жал кратко беше времето, доста кратко, и како успеа сите заедно, толку голема екипа, да не спои во толку кратко време да направи толку прекрасен производ. Кажеа сите што кажеа, прекрасен проект, треба да дојдете да го гледате. Представа која што после не знам колку време имав улога во континуитет, која што излегува од почетокот и до крајот, се грижи за она што треба да го направи.
а не само блиц секундарни појави со претрчување. Прекрасно, значи дури стварно се чудев како може да бидат и искрено, мислам секогаш во некоја представа мора да имаш некој што е со повеќе, некој со помалку ангажман, дури и тие што имаат и по две појави да се уверат во значењето колку се битни за она што треба да крајат, мислам за една театарска представа до крај. Јас кога доаѓам на Савајле не чувствувам никаков замор и ми е кеф дека ќе имам проба, што значи дека е тоа многу говори. Не очекувам и да ја надминеме бројката од 100 представи. Го играм ликот на Ото Кеснер, иначе представата за мене е на проекција на долговечното пријателство на тројцата другари и на сите други кои поминуваат низ нивниот живот и го прават кардиограмот на нивното пријателство и живот. Јас бев на почеток многу тажен, пошто немав текст во представата и ми идеше да полудам и да се самоубијам и сите работи. Се до првиот момент кога имавме индивидуални проби со режисерот и со него заедно со неговата соработка ме запозна со еден моментум, писмата на Ремарк до Марлен Дитрих, значи мојот текст е писмата на Ремарк до Марлен Дитрих и бескрено му сум благодарен што сум дел од неговата екипа. И ако треба и последната представа Бунче ќе му играм. И му благодарам бескрено и од се срце што во моето скромно искуство, еве како вработен, што ми подари толкава голема почит, респект и љубов и вистински да се почувствувам како актер и како уметник. Сценограф на представата е Валентин Светозарев, костимограф Благој Мицевски, музичкиот избор е на Марија Нечак, а како дел од представата и професорката по пијано Јана Четелева-Белевска. Исклучителен режисер, човек уметник, Александар, со кого веќе втор пат работиме. Почнавме да работиме многу порано пред неговото доаѓање, односно почнавме да се дружиме креативно пред неговото доаѓање, уште од самиот почеток, самиот наслов, дека се работи за некаков простор во кој што се игра се, тргнувајќи дека е тоа еден бар, па потоа стан и така натаму. Една филмска представа, една исклучително интимна приказна. Се договоривме дека, односно посакавме и двајцата да имаме еден пијанист, односно пијанистка во случајот, во живо, кој што ќе биде дел од цела таа приказна. Стигнавме до Јана, една исклучителна пијанистка, талентирана не само за она што го работи како професор, туку талентирана да има еден однос, сценски однос, глумачки однос и исклучителноста е дека е таа еден многу талентиран и многу прецизен и професионален музичар. И благодарам на соработката која што е исклучителна во секој случај. И мислам дека ова представа е една од оние кои што ќе ја надминат бројката 100, заради тоа што мислам една мелодрама ни беше одамна потребна. Токму ваква една мелодрама која што публиката ќе ја привлече, сигурен сум да ја гледа барем и втор пат, заради тоа што мислам дека животот ни е препон со многу нешта кои што не оптеретуваат и мислам дека во ова представа секој може да се најде себе си и секој себе си да си каже барем еден збор кога ќе оди дома дека се сакаме и почитуваме и дека го сакаме оној кого го сакаме. Чест беше да соработувам со вакви професионалци. Ми беше многу интересно, музиката е прекрасна и епте се вклопува заедно со представата. Се надевам дека ќе дојдете и ќе се уверите во тоа. Представата Бар Ремарк својата премиера ја имаше на 3 август на Охридско лето, каде беше издвоена за најдобар театарски настан во годинешното издание на фестивалот. На самиот крај уште еднаш би сакала да кажам дека битолската премиера представата Бар Ремарк ќе има вечерва со почеток во 20 часот на новата сцена во Битолскиот народен театар. Воедно тука ви се заблагодарувам за вниманието со кое што не следевте, а вие почитувани се разбира, останете понатаму на фреквенцијата на телевизија Мега. Довидување.